вечер, мои соседи, другари, пријатели и соборци. Ова е победнички аеродром. Ова е аеродром што ќе оповеди ДПМН Ивица Коневски. Ова е тој аеродром кој следната недела на ова исто место ќе ја прославува нашата победа. Сакам да ви се заблагодарам за вечерва и покрај ладното време, што сте сите тука заедно со нас, да покажеме дека аеродром и во аеродром дојде времето за промени. 8 години сме сведоци на недомакинско и неодговорно трошење на нашите пари. 8 години ни ги трошат парите на ефтина шминка. За Коневски и ДПМН поважни беа спомениците, фонтаните и езерата, отколку градинките, училиштата, улиците и безбедноста на граѓаните. Половина од клучните проекти кои Ивица ги вети пред 4 години се неостварени. Ке ни кажеш ли, Ивица, каде е ветената гасификација на општината? Каде е реконструкцијата на патот помеѓу Горно Лисиче и Долно Лисиче? Каде се две од трите ветени градинки во аеродром? Каде се двете основни училишта? Каде се тротоарите на улиците Васко Карангелевски и Коста Новаковиќ? Каде се ветените индустријски зони во аеродром? Каде е покриениот базен и салата за зимски спортови? Можам јас уште многу да прашувам. И тоа не е никаков проблем. Проблемот е што сите ние знаеме дека дека одговори на овие прашања нема никогаш да ги добиеме. Наместо одговори, што добивме? Добивме фактури на огромни суми на пари потрошени за шминкање на општината. 130 милиони денари потрошено на партерно уредување на парковите Писта, Јане Сандерски и Фонтаната. 6 милиони денари само за шанкови на паркот Писта. Повеќе од 70 милиони денари за паркот на езерата. 12 милиони денари за споменикот Јане Сандерски и повеќе од 1 милион денари уметнички хонорар за изработка на истиот споменик. Ајде, Ивица, јас и ти, овие работи да ги расчистиме на дуел. Бирај време, место и медиум каде тоа ќе го направиме. Нека видат граѓаните кои се вистинските, а кои се лажните приоритети. Никој од нас не заслужува да живее во општина во која вистинските приоритети се ставени на последно место. Крајно време со здружени сили овие работи да ги промениме. Гордо стоиме исправени пред овој голем предизвик. Овој дел од градот да го претвориме во современа, развиена и европска општина. Општина со повисок стандард на урбано живење во сите нејзини делови, општина побезбедна за живот, чиста и препознатлива по нејзините еколошки стандарди. Накратко, секој од нас со гордост ке може да го чувствува аеродром како свој дом. Програмата која ви ја нудиме, и таа многу добро ја знаете, не е програма на празни ветувања која служи само за предизборна пресметка со политичкиот конкурент. Оваа програма е програма која е создадена според вашите и нашите реални проблеми. Таа е програма која што реалните проблеми може во буквална смисла да ги оствари и самата локална самоуправа. Таа програма заедно ја пишувавме, заедно ја создававме, таа програма заедно и ќе ја реализираме. Со реализацијата на оваа програма, аеродром ќе добие целосна гасификација и пониски сметки,
целосно укинување на зонското паркирање и изградба на нови паркинг места, целосна реконструкција на патот помеѓу Горно и Долно Лисиче, отварање на нови работни места преку поттикнување на локалниот економски развој, 2 нови градинки во Стар аеродром и Мичурин, изградба на дом на културата, затворен базен за пливање, проширена индустријска зона на потегот помеѓу Горно и Долно Лисиче, зголемена грижа за лицата со посебни потреби и социјално загрозените лица, бесплатен училишен прибор за секој ученик во општина Аеродром во основните училишта, поголема континуирана поддршка за нашата аеродромска гордост клубот МЗТ и нашата горда, достоинствена и храбра Фемили Аеродром. Поддршка за спортот, поготово за фудбалот и конечно нашиот второлигаш од Горно Лисиче да биде учесник и напреваруваш во првата лига. Поддршка за ракометот, одбојката и карате аеродром. Решавање на сите проблеми на луѓето кои што живеат покрај улиците Лисец, Ѓорѓи Капчев, Островска, Тодор Чангов, Богомилски поход и други. И тие се луѓе кои што живеат во оваа општина, а не како сега. Она што мора сите заедно, храбро и одлучно, да го направиме е да си признаеме дека сите ние имаме обврски кон себе, а најмногу кон своите деца и идните генерации. Тие обврски ги превземаме со голем ентузијазам, со цврсто убедување дека ништо во толкова мера не го исполнува нашиот дух, како сознанието дека сме дале се од себе за да се соочиме со големиот предизвик. Конечно мораме да ја вратиме општината на вистинскиот пат. Почитувани, доста ни е од празни ветувања, доста ни е од изместени приоритети. Време е да земеме судбината во своји раце. Време е за промена. Аеродром не го даваме повеќе. Време е општина Аеродром повторно да биде општина во која ќе се живее стрекно и удобно. Општина во која ќе се ценат стручноста, креативноста и ефикасноста, а напредокот и перспективата ќе бидат императив. Заедно сме посилни и само така можеме да се избориме за нашата заедничка цел. Ајде да се избориме за еднината сега! Затоа сите овде присутни ве повикувам на 24 март, храбро, гордо и достоинствено, масовно да излеземе на гласачките места. Ајде да го заокружиме бројот 42 за кандидатот за градоначалник, ајде да го заокружиме бројот 42 за советничката листа. Бројот 42 е број на Сојузот за еднината. Тоа е број за нашата заедничка инвестиција, тоа е број за нашата иднина. Да живее победнички аеродром, да живее Скопје, да живее слободна Македонија.